Добро дојдовте на нова епизода на подкастот на Биди свој со мене и колегата Ване Трајков. Ова епизода ќе разговараме за домашни беленичиња. Одамна не имаме таква тема, не сме разговарале и по тој повод ја поканив доктор Катица Ковачева Брнзевска. Добре дојде, докторке, благодарам што се одзва на нашата покана на мене и на Ване Трајков. Благодарам на поканата и на тебе и на колегата. Благодарам многу и честа е моја. Да. Некако многу така. Што сега на брзина ти е најавно? Да. Сега Кажи пак за на твоето брзина. маче дека имаш ти домашно милениче. Ке си прашила. Да, дека речи си секој има дома домашни миленичиња. Дека колку знаеме некогаш да бидеме грижливи, некогаш не знаеме да бидеме грижливи. Дека многу ретко одиме да се консултираме со ветеринарни лекари, дека ова подкаст ќе биде многу поучен за Па сите. тебе ти го оставив тоа право. Види колку убава Не најава преколешки. Јас Јас немам сега. домашно милениче. Јас ги Навистина? користам. Навистина? Немам. Јас ги користам сите од малото. Од малото. Да, Идат кај тебе? Да, сите ми се Ќе домашни. ги нараниш и... Да, ќе си поиграме, ќе си се И чии се ти? на улицата. На сите. На сите. И на никој. Ама не се ти улични куќња како нашите тука, Добра, нели не сте во на Струмица во градот. Туку си ги гледате, баш си ги гледате, да. да. Малото, сад да Друго не е, гледам. мислам, да, кај вас, друго е тука во градот. Кај вас, кажи во Ангелци. Во Ангелци, во селото. Селото. Докторке, благодарам што се озваа на поканата. Ова како заповед, малку да ги заинтегрираме сите останати кои што ќе наследат. Како да се грижиме да бидеме добри домакини, да бидеме Одговорни сопственици. Пред се, иако сите се залагаме и сите јавно кажуваме дека па ние си го Јас чуваме, имам го маче, гледаме. јас имам Јас куќе, имам, да. да. Има на улица, маче, ама да. не се грижи за него, морам да Не го се кажам. грижи, да. се Не грижи, јас знам дека се Не грижи. се грижи. Добро, Ама види, тој ја знае се. Не се грижи. Со И двете сега одговорна несреќи. собственичка на маче. сега има одговорност. Има несреќи. Не, несреќата може да му се случи на секој. Па дури на Ете нас сега- сега. да, Мачко, од трети, четврти балкон, Леле. да. Може. Ми кај собственичката тогаш? Па добро, На работа. не може собственичката да живее во кафес, нели? Нели факт. А не сакам во тоа да се Софија спомне има јавно. од 9 спрат. Од 9 спрат, значи пролетараc. Па, Преживеа маче. Преживе. овој подкаст како за такви како неа и за сите Не, останати тоа може не, да зборам, тоа не, тоа значи не може да се вметне во неодговорно собствеништво. Значи да секој еден собственик сигурно ќе се грижи за своето животно, нели, куќе, маче, Да. но несреќата е несреќа, нели, затоа незгода. Сега и јас кога доаѓав, нели, по скалите, можеше да ми се случи. Било Да, што ама да- докторке сега нели, мислам дека отиве покани Мери Јанчева и сега вие сакате А да плюс не... тоа и Скај, мачето е Скај и е пациент. Да. Си го брани. Не знам како е, шест нема поминато. Ова јас надворешно. Скај што се нема поминато, јас мислам дека... Скај се вика? Скај се вика Скај мачето, женско. А и- Издржливо маче, А некако зашто на ти мене никош- е храбро. Зашто ти никош не си дала мекици? Па не се има Па породено нема. уште младо е. 2 години е. 2 Од една години е страна, мачето, да, нели од друга се страна, млади? нели мачките имаат 9 животи. Аха. 2 се потрошени. Има Може уште се 7. Да, шала на страна, убаво спомна колегата да бидеме добри домакини на куќе или на Одговорно, маче, одговорно. одговорно. Собственичко, да. Знам ситуации каде го имаат купено кученцето, маченцето се, но не се грижат добро за него. Имаме и такви ситуации, Имаме за жал, ситуации, нели? има Го вразуваат ситуации, на дори тераса јас или надвор и него... Изненадана сум со за какви суми станува збор. Јас не знаев дека по толкави суми, нели, коштаат некои Куќе? кученца. Да, 1000 до 2000 евра. Евра? Да, јас не знаев дека, нели, јас да лекувам живот, но не знаев дека цената која луѓето ја платиле е таа. Навистина немав представа колку е цената на едно куче. Моите сите животни досега биле од улица во домени. Да, дури последното маче беше патешествие, децата ми беа мали и во амбулантата беше хаос, луѓе полно и тие влегуваат, мамо, викам, не сте вие на ред, надвор, нели, да чекате на ред, кој ќе дојде вашиот ред. Носат нешто, но јас не видев што тие наше некое маче. Мачето било сиво, црно. И мачето е денес 7 кг и 200
мачор. Машала. Да, средно големо куче. личи на состоечката. И на самиот старт би сакал докторке да праша. Да. Дали ние струмичани сме одговорни сопственици? Се повеќе да, но за жал се уште има и луѓе кои не се грижат баш за своите животни, не од гледна точка дека, нели, секој со радост го зема животното дома. Но секој не е свесен со одговорноста со која што ќе се сретне и не запознае со, нели, одговорностите кои треба, нели, после. Не е само да го земеш, нели, да му се радуваш, нели, да го помилуваш и толку. Не, тоа си носи, нели, одговорност. Тоа е како да земеш едно мало дете на чување, тоа мало дете само што нема да порасне, а ти имаш одговорност за 10, 12, 15 и повеќе години. Да, и тоа е разликата. Заради тоа се случуваат, нели, проблемот е првиот месец според мене, критичниот период, докога да се Каде забегуваме како сопственици? Во наводници, сега забегуваме, мислам. Не точно забегуваме. Знаете што, според мене најголемата грешка е животните се даваат како подарок. Тука, тоа не може да биде подарок. Не смее да биде едно животно, не може да биде подарок. Или, извинете, што ве прекинувам, детето зашто сака, ќе му купат поклон за роден ден. Да, или тоа сака животни, нели, окей, или пак ќе дојдат, нели, внуците од некаде, ајде ќе земе, нели, докога се овде за 2 недели, да си имаат, нели, со што да се играат. Тоа не е играчка. Тоа не е играчка, тоа не е предмет. Дај, нели, ќе го земам, ќе си поиграм и ќе го оставам. Тоа не е плишено мече. Тоа е живот. Тоа е живо суштество. Тоа има потреби, тоа има емоции, тоа има се. Препорачувате, ако е за подарок, да се праша собственикот дали наистина сака да... Тоа, за да биде подарок, треба да биде од некој близок кој многу добро те познава. И треба да знае дали ти си спремен за такво нешто или не. Нели, најблискиот најдобро те познава, нели, тогаш, нели, да, оправдано. Но на некој, нели, да, зашто ми е мил, нели, да му поклонам, нели, да му дадам на подарок куче или маче, не може да биде. Јас ја знам каква е како собственичка, затоа не ја купувам за подарок маче куче. Да, си има веќе. Не знам, така да... Ние го земавме искрено, затоа што ќерката сакаше, маче. Јас не сакам. Беше свесна биде искрено да прашам, секој го отвараме може. Не, затоа и свесна беше кажувам. со какви се одговорности треба да се соочиш? Не, прво не бев свесна дека јас ќе ја засекам повеќе мачката од нели Не мачката туку. Скај. Јас ќе се грижам повеќе за неа отколку ќерката, што е нормално, нели? А друго, не бев свесна за сите тие обврски што ми следуваат со мачето. И трета работа, не сум сигурна дали животните е добро да се чуваат во станови. Зошто да не? Не знам дали ги казнуваме на тој начин животните затоа што нема кај да се прошетаат, не може да излезе тоа надвор, жалното затоа скока од мене спратна. Не, за едно маче не е проблем. Казнено ли е животното ако е во стан? Не, зошто да е казнато? Не е казнато. Не сакаш да кажеш до тоа дека нели куче сепак можеш да го прошеташ кај. Можеш, да, ама мачето нема сите тие истини. Како се вика во преградка и шете по улица. Ами, не мислам дека тоа ќе биде воодушевено. Ниедно маче не сака да биде во преградка, не. Не, мачето е нели самостојно животно, тоа сака да биде само изолирано, доаѓа да се поигра или да се помилува само кога тоа сака и кога тоа е расположено и толку, или кога ќе осети дека нели кој ќе почувствува дека некој од нели блиските во семејството имаат нешто кое ги мачи, кое не болка. Тоа сакам да прашам. Јас би кажала мит, не знам дали е така, дека мачките осеќаат ако нешто те боли или ако не се осеќаш убаво и таа доаѓа кај тебе на вистина е тоа. Не е мит, точно е. Точно е, да. Помага ли таа нешто да се осеќаш подобро или едноставно само ја чувствува болката и седи до тебе? Прво испушта топлина, тие се потопли од нас. Тие се потопли од нас и затоа нели добро ти дојде кога ќе дојде нели до тебе. Потопли се од нас од една страна, а предењето е вибрации. Исто помага. Тоа исто кога хрчиме ние. Не исто, тоа те нервира, а мачето од мачето Да. На што треба да внимаваме или кои се основните услови кои треба да ги исполнува едно, не знам, семејство за да
земе маче, да купи, или куче, домашно милениче? Јас одговарам. Ајде. Услов е да имаш љубов. Да, да. И право докторке. Мене не бива за доктор. Не, навистина, треба да сакаш. Да, треба треба искрено да да семејството, сакаш. да. Да. Знаете што? Имав еден случај каде што има трагедија во семејството. И керката од тоа семејство него не запознала братчето кое пред многу години си заминало од овој свет и земале куќе. И таа кога дојде вика, мамо, вика, нашата куќа за прв пат стана дом од кога имаме куќе дома. Ние вика за прв пат искрено се смееме. Ние за прв пат искрено се радуваме. Ние вика бевме заборавиле дека треба да живееме. Затоа мислам дека нивниот краток, живот, дел од нашиот живот, а за нив цел живот, на нас не го прават во секој случај повесел. Да. Внесуваат позитивна енергија сепак. Дефинитивно. Има која те пречека. Сигурно дома нема кој да ве пречека ако имате куќе маче. Да, тоа е единствено нешто кое доаѓа на врата да види и да се израдува. Без да побара ништо, без пари, Безусловна љубов. без ништо. Да споделам нешто. Сестра ми беше неодамно на гости кај мене и вели вака јас, пошто таа сега во моментов не работи, има куќе Пикси и века само со Пикси си правиме муабет и Пикси ми знае сите проблеми. Да. Па има многу луѓе си прават муабет со животните. Поздрав до Пикси. Јас не сум уште до тој стадиум дојдена да се разговарам со Скај. Па никогаш значи Ама примерно се некако Скај е престани да чудно, Скај. да, ама те гледа некако и си мислиш ке ти проговори во секој дали разбираат животните кога ние зборуваме. Оди таму, престани, тргни се, Апсолутно да. се. Не знам дали, може би звучи смешно. Мачурот дома го разбира кога мјаука за храна, кога за вода, кога сака да излезе, живеам во зграда, да си го изврти своето крупче. Значи сака да излезе да провери кој е надвор. Знае по лифтот дали некој од семејството се качува или не. Лифтот цел ден е горе-доле. Тој знае кога некој од нас си доаѓа. Значи, неверојатна поврзаност. Тоа не може да го поверува некој кој не чувал животно дома. Инаку ќе те гледаат чудо, ќе викаат Добро, кога го збориме ова за чување, докторке, ова можеби сум јас лаик, јас реков дека своевремено имавме дома миленичиња пред се куче и маче, сега не. Не знам зашто. Но, имаме ли некои правила на додедување? Дека во 7 часот мора да биде како доручек, дека во 8 часот треба да се изнесе на прошет како е куче. Значи, кои се оние основни правила? Не е точно стриктно, тоа не да, нормално животот е живот, рутината е рутина, ама сепак не е под часовник. Тоа се адаптира на нашиот живот. Тоа веќе не знае нас, тоа знае ние докога спиеме ние и тоа ќе спие со нас. Ако некогаш има некаква потреба, сигурно ќе дојде ќе те разбуди. Не е некаква рутина со точно определено време. Да, секој едно куче кое сака да биде прошетано, ќе биде прошетано 2 пати на ден секако. Нема потреба да бидат тие прошетки не знам колкави. За нас е подобро да бидат подолги, зашто ние имаме време да си ги средиме можеби по пати нашите мисли. Да, и ние уживаме во тоа. Можеби тоа е нашиот издовен вентил, кој си го ние наоѓаме, но не е некакво правило, толку минути, толку не знам. Но правилно е. Да. Ова го постави прашање, дали треба одредена количина на храна или пак наполнима чинијата, па кога сака тој да јаде? Не, кучињата се лакоми. Најголем дел од кучињата. Мачките не. Мачките може да му наполниш чинијата и тоа да јаде докога има, дојде 5 зрнца ќе се јапне, ќе се заме, после пак ќе се врати. Додека кучињата се малку полакоми. Тие колку и да ставаш, тие ќе си го изадете. Затоа, пример, има правила на исхрана. Едно куче, пример, возрастно куче, после 1 година јаде 2 пати на ден. Сабајле и навечер. Значи, 2 оброка, најдобро да биде 2 оброка. Никогаш еден оброк, многу луѓе викаат, јас си го хранам еднаш, да, еднаш, ама тоа еднаш треба целата храна на еднаш да ја изеде, па потоа,
му е тешко, па прејадува таа храна, најчесто е сува дехидрирана, па кога ќе се наполни желудникот, па му е тешко, па има опасност од превртување на желудникот, нема потреба. Да. 2 пати на ден, помалку, и тоа е тоа. Колку постаро животното, нели? Од бебенце е 6 пати на ден, како едно бебе дома. Како дете. А кога сме кај храната, дали е правилно само да се храни со таа купена кучешка храна, што е? Или е добро да му се дава и од дома? Коски, Или дека коска, ние знаеме коски да му се фрлат. Коски апсолутно не. Забрането е апсолутно забрането. Леле, сите Зошто? кучиња јадат коски. Нели да, ама во приказните. Само во приказните. И волкот И е кај нас, глупав и кај само нас во тук. приказните. Инаку не. Најголемата опасност е да се даваат коски. Доктор Филипов, јас мислам да мои кучиња околу во малото коски им дава. Да, ма не е правилно. Не е правилно. Затоа кога да ги многу видиме на луѓе- гости ме лаат до коските. Ти имаш негативна енергија. Не е точно, не се Лоша убаво си, храните. лоша си. Многу од луѓето нели викаат нели ама јас 3 години или 5 години го хранам со коски. Да, еднаш се случува проблемот нели, но нема време кога да се реагира. Сега, прво нели од устата не е проблем да се извади, проблем е ако помене понатаму таа коска. Сега, тие бутните коски од копанче, нели, копанчето, тоа е најостро. Изгледа најмеко, но тоа е најостро. Пробај да скршиш едно копанче и пробај помини по раката да видиш што ти исече раката. Да. Неверојатно, нели, а кучето е лакомо. Кучето гледа да изеде се што ќе му дадеш пред него. Посебно ако се повеќе, па тоа на брзина, нели, само да внесе, за Али некој да не му го земе. Рака да пуштиш што веќе. Па сега. Ризикот е на тоа сметка. И затоа препорачувам никогаш, затоа што перфорација на црева. Не да Боже ќе застане тука помеѓу двете белодробни крила. Што правиме тогаш? Греото е. Да, Греото тоа е нека биде никако. апел до сите, Ова не се оние, дозволява. и јас не сум го знаела. Апсолутно прв пат забрането. слушам. Никогаш не дозволувам коски на кучиња, никогаш. Сега некој вика, ама јас имам и сакам да дам. Ако веќе имаш некое огромно колено, некоја од не знам, од некое говедо големо, колку да се игра, да не може да го загризе. Цел ден да го тркала по двор, да може да се измори и да заспа до него. Толку. А што со овие Ова, големите од сатаните филми кучиња? ние очигледно Па сме сите со го... коска рака. А што со тие големите ловџиски кучиња, со што ги хранат? Најдобро е со кучешка храна. Мислам, дехидрирана храна, најдобро. Верувале или не, најлесно е. Штета што немаме тако за хумана употреба. Нели ќе беше најлесно и сите ќе бевме во идеална нели форма. Но зашто се добри тие дехидрирани храни? Прво не може да се расипе. Не може. Нит може да се вкисне, нит не треба фрижидер, ништо. Значи, прво Збориме за овие гранули. гранулите, да, дехидрирана храна, нели фирми има милион, класи има милион, како што се нели возилата на класи, економична, па премиум, па нели супер премиум, па ултра премиум, нели сите тие се на класи, најдобро да биде дехидрирана храна. Зошто? Затоа што е точно тоа што му треба, точно колку што му треба, не прејадува, а прима се што му треба. Сега, ако го учиме на домашна храна, тоа пак има гастрити, пак има болки во желудникот, пак има проливи, пак си имате работа со ветеринари, со такви како мене. Има ли потреба? Најдобро да биде дехидрирана храна. Да, дојде пак печеток токму тоа храна како да не има многу кеф на животните кои им се дава. Наспите бе костичка, Да. месо. Искрено ти го кажам, значи ова, пошто сега, јас пак кажам, немам домашни миленици, но сум имал можности да дадам и таква храна, но и еве, например, келапче, колбасче. Или ќе го нахраниш и тоа пак доаѓа кај масата и пак чека за јадење. Да, а Зошто е тоа ова така? со дехидрираната ки стојат во тасната и И нема ако нема, што тогаш веќе на крај, Да, значи има Тие знаат разлики. што е вкусното. Тие знаат, но и тие знаат, знаете што? Јас имам нели мачор од дома, тој не знае по колку пари е храната. Но многу добро знае која е добра, а која не. имам пробано, нели почнав од најефтините, не. Тој си сака квалитетна храна. Значи пробав нели секакви, да не мислите дека јас имам таму над 30 врсти вреки отворени нели секакви. Не, тој сака добра храна. Кога сме кај Квалитетна, а и храната животните и тука, кучињата. Значи, не знаат по колку пари е, но добро знаат што е добро. Чекај се. И вие имате мачор, така? Да. Вашиот се вика? Лео. Лео.
Лео. Не може да се посватиме на моята кастрија. Да. Лео, молим те, сопругот е Лео и мачорот Лео. Сопругот Лео. Чекај, а вака, Ме извинете, интересираше за цената, ајде, да. Имат ловено глувчиња или ова го има само во цртаните филмови или врапчиња? Знаете што? Па моето падна по врапче. Нели? Моето лови лилјаци, врапчиња. Да. Инсекти. Дома немам инсект. Немам инсект, значи не може ништо. Тоа е ловец. Тоа е ловец, кастриран нешто од мал и мала главичка, големо тело и изгледа дека е тромав, нели, дека ништо не може да фати, ама тој лови, значи една сабајле. Станувам и слушам нешто, викам, леле, глувче ли имаме дома? Нешто ми мрда под креветот, ми мрда, погледнувам. Лео си фатил ластовичка. Некоја се трудила. Од терасот, четврти спрат. Колку се спретни тоа. Да, тој не знам колку време има дремено на тераса да си фати, не ја изеде. Но дојде да се пофали, нели? Гледаш, јас за џабе леп не јадам, нели? Јас си печала нешто. Кај нив работи. Мачките обично колку знаат да бидат мудри при лов. Мислам, секој животно е мудро при лов, едноставно. Мачка како прати, како демне, чудо. Тоа со минути не мрднува. А што правиме со тоа што многу често знаат да кажат како маче и куче сте, не се сакате, нели? И тоа е некој мит. Навистина ли е тоа дека не можат маче и куче да живеат заедно? Можат. Зависи кој е првиот кој е дошол дома. Кучето може да прифати, мачето дојде дома. Мачето тешко прифаќа да дојде некој. Да, во зависност од која фаза сепак, јас ќе кажам. Ако се мали не е проблем. Но ако пример, ете сега мојот мачо Убаво е да живеат заедно, да. А не е проблем, зашто тоа е друштво. Тие се семејство, нели? Од различен вид, ама се семејство. Абе, навик си навигнуваат. Инаку вообичаено, кучето и мачето знаат дека си имаат своја територија, да знаеш. Си имаат своја и почит, и територија. Територија која што не смее некој друг да им навлезе таму. Тоа е нивна територија, така да... Интересно ми е тоа да еве сега кога го разговарам, јас всушност сваќам дека не го познавам сопственото маче дома, нели не знаеме. Овој подкаст е само за тебе. Само за мене, да. Да бидеш одговорна. Па да бидеме искрени, ние не ги разбираме доволно животните. Барем јас за мене можам да кажам, не ја разбирам. Извини, докторке, позна пат кога си играла со мачето? Ама не сака да си игра. Не сака. Твоето не сака. Мачето стои само на страна. Мислам дека мачките се себични. Тие се себични, нели мачките? Како кажуваат, кучето е верен пријател. Не со секој. Мачето нели се избира еден од не со секој. Мачето се избира еден од семејството и со тој некој е најблизок. Нели другите да, ама еден е најблизок. А со кученците исто, еден е најблизок, сите тие ги сака, нели, ама еден е нај. Мајката или таткото. Нема многу избор дома, не сме многу народ, така да може да се прилагодува. Дали треба да се... Ајде. Не. Сакав нешто да прашам. Само мачи имате? Да, мачето не дава никој друг, да. Но имам гледано се и сешто. Тоа сакав да прашам како ветеринарен лекар. Што се имавте дома како домашно милениче? Од дете имам прибирано се и се што од улица. И кучиња, и мачиња, и инвалиди, и студентка која бев, хамстери гледав, имав 3 хамстери, со маченце, хрчак. 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 Така кажи. Да, хрчак е едно, гушец е друго. Да, друго е. Гловчето е со пашка. Окей, знам. Хамстерот беше. Чекај, струмичени освен куче и маче. Од ваше искуство, што друго дома чуваат како домашни милениња? Основно е тоа, има зајчиња, има... Дома ги чуваат зајчиња? Да, има зајчиња за дома. А нели мириса тоа? Па и мачето мириса? Не, мириса мачето. Не, зависи, ако се храни со таа дехидрирана храна, не. Ама ако му се даваат зеленчуци доста, тоа веќе повеќе урина има, повеќе мириса. За зајчето зборувам. И птици чуваат? Птици, да, и папагали, и канаринци, и... Да, има. Се што... Некоја прасе, например? Се уште не. Се уште не, но по светот да има.
Прасе. Во Софија, кога бев студентка и кога работев во една амбуланта, се молев, секој ден се молев само змија да не ми донесат, зашто таму и змија. Или змија. Дома Има ги чуваат? змии, да. Има змии и колегите имаат, нели, пациенти змии. Јас со се можам да работам, а со змија не. Тоа не. Не така. Страв ми. Добро, говорите, ама нели како се вика, вие Како немате, најопасно треба да имате животно. страв од лекарите, сигурно некоја заклетва положувате. Ама да, ама нели, змијата е змија, нели, со неја не можам да воспоставам никаков контакт, страв ми. Од тоа нешто ми е страв. Значи, претежно се куче и маче. Да, и зајчиња, има нешто зајчиње, папагали има, канаренци има, значи... Нешто, јас помислив се нешто повеќе. вака невообичаено, некој прасе, некој јаренце, некој Не. ежче. Има ешчиња, има ежиња. Се хранат со мачешка храна. Ги чувам дома. Да. Не сум знаела. Јас Има. на пат гледам ежиња тук таму нешто. Нема, не се тие, Е, тоа домашно тие ми се не личи други. тогаш. Тие се други, не, тие се дивите. И сега сега, ще видам колку... Не, доста ми е скај, доста е. Нека е само скај дома. Колку е вашата работа, еве професија ветеринар, опасна? Па опасна, не е опасна. Не, сега зависи од која страна, нели, и зависи во кој дел од светот, нели. Пример тука во нашите Еве, во змиите нашите спомнавме. простори, не, во нашите простори пример не е некаква опасна професија, сега поопасно е за колегите што работат со нели со голема пракса со големи животни можат да бидат сериозно повредени. На нас нема што толку да не повреди. Нешто, не знам, куче да ве апне. Да, ама тоа е минимално, нели? Ние имаме неверојатни инстинкти, нели? Брзи сме, рефлексите се брзи. Избегнуваме најчесто животното предупредува, да за разлика од луѓето, нели, кои не предупредуваат пред да ве нападнат. Да. Но нашите пациенти Како предупредува животното? Зошто јас не можам да предупредува, го осетам? значи да. Па пред да те апне, Значи, ќе знаеш кога ќе те апне. Твој скај сигурно вака се накостршува кога те гледа тебе и вака се Не, дига на четири нози овде. и тоа Ама знак дека скај не те ме- сака. Абе ме сака скај. Абе не те сака. Мене ми беше Како прашање. предупредува? Еве сега, тоа е нешто некоја Кучето психологија, предупредува тоа. на еден начин. Значи, кучето прво внимавам, секогаш што и да правам по животното, гледам, нели, му ги гледам очите и гледам лицето. Ако почне ли да ми подига усните, значи нема потреба да го прави звукот, но само гледам дали почнува. И нели почнува лошо да гледа и сака мрда со усните пред да почне да го испушта звукот и веќе нели ти дава на знаење. Дека Гард, Се повлече, аха. до тука, нели, повлечи се или ќе те нападна. Да. И тоа е тоа. Но И мачите најчесто нешто. со убав тон, нели, кога им се зборува, тие веќе се опуштат и не е проблем. И затоа, нели, дури треба да биде и без собственикот. Кога во амбулантата било кој дојде, нели, препорачувам, ако забележам дека нешто нели се случува, кажу нели на собствениците, подобро излези надвор, затоа што кога е со собственикот е како со родителот. Да. Сега, докторке, убаво тоа го начина мири, нели, кога ги носиме кај вас, но добро да има редовни превентивни прегледи. Но како јас како собственик да приметам дека нешто се случува со моето домашно милjenиче, дали е куче, дали е маче. Вообичаено ние и можеби праксата покажува дека кога ќе дехидрира или кога ќе биде во она, ајде да не кажем средна фаза Терминална. така, па тогаш го носиме кај вас. Како да ги препознаеме оние први симптоми дека нешто го Дека нешто мачи не е во ред. нашето милjenиче па да дојде на кај вас? Првиот сигнал дека нешто не е во ред, сите животни, куче, маче, престануваат да јадат. Аха. Се повлекуваат, не сакат да јадат. Значи, тоа е прв симптом дека нешто не е во ред. Или се повлекува. Нити ве пречекува, нити ви се радува, нели, и да му дадеш нешто, дури највкусното нешто кое му е, нели, како награда, ќе дојде, ама можеби ќе ја земе, па ќе ја смести некаде пак. Тоа е првиот сигнал дека нешто не е во ред. Тогаш носенцето треба да внимавате, нели, топло е, ладно е. Ако е влажно и нели и ладно, Марсолио. тога е добро. Аха. Тоа е во ред. Ако е топло и суво, тогаш веќе значи можеби температура некоја има, но прво и основно животното се променува. Карактерот на животното е променето и повлечено. Да. И колку време, например, еве, јас го приметувам дека е во таква фаза, само дека дали треба Нешто не да е во ред. чекам, дали да чекам, може да се дека ќе се подобри, или пак најдобре веднаш да дојдеме кај на превентивен преглед. Може би е подобро да се јавите или
нели, да се исконтактира, нели, вашиот ветеринарен лекар, да се исконсултира, да се знае, нели, дали тоа можеби животното ако има некакви се хронични проблеми, па ветеринарот ваш ќе знае, нели, да ве праша ако примерно има некој животно кое создава пример песочиња или камења, па ќе ве праша уринираше ли денес или плаче ли кога оди во вецен или било што. Веќе ги знае вашите, нели, проблеми кои биле, ако биле нешто порано, ако не, најдобро да се отиде на ветеринарен лекар. Така, значи препораката е Интересно е да како деца да си ги гледаш. Апсолутно. Апсолутно, Па други да, не се деца да си ги гледаш и затоа е одговорноста да... Дете кое не расте. Дете кое не расте, да. Што го Дете кое кажа. не расте. Сега, кај вас во вашата ординација претпоставам дека не е само Скај пациент, имате и някакви пациенти. Па така му доаѓа. Да. Па затоа имаме прашање. Најчести имиња. Има, па, знаете што, најдолговечно име, тоа ми е останало во печ. Сара. За куче Сара, мислам, Закон. се што било Закон. куче Сара или маче Сара, се било, значи, до длабока старост живе. Не знам како, не знам зошто, но ете, во мојата амбуланта, нели, забележав дека се што е со име Сара е долговечно. Но колку живеат мачките? Извини, Колку освен години? Сара, например, ова Скај, па за женско, па... За Многу женско ретко. не, за машки имам неколку Скај. Скај, да. Не знам, Теди. кумата. Најчесто име ми е од машки Теди. Теди, Скај, Теди, да. Сара, Джоко, имаме ли тако нешто? Имам. Има? Имам, да. Сега е тренд да стават Човечки имиња, имиња. човечки имиња. Да, да. Се шетам пред некој ден и слушам како беше Бране или Владе му беше името на кучето. Да. Се вртам на кој вика да Чекаш го да видиш Брани или Бране, Да, некој, да. Бране, да ја се вртам и гледам девојчето си го вика кучето Бране. Јас вообичаено Сега е тренд тоа, да. Джени, Джони, така некако Тоа обичаено. демек можеби веќе А ги за маче чувствуваат Марко ми многу беше убеден. блиски. Имам доста пациенти, Марко, да. Ние си имаме, на брат ми до душа, не е моја, Линда, ама тоа не е традиционално име. Да. Уште од мала од што мала. сме имале кучиња, сите кучиња не се некако Линда и така си остана. А ме интересира по колку години живеат во просек. Зависи од расата. Имаме и поголемите раси најчесто помалку живеат. Но не е правило. Не е правило. Имав пациент кој беше шарпланеец 16 години. На чичко ми мачката живееше 23 години. И беше стара баба. Се викаше Мара и беше да, Мара се викаше, да. И беше баш старичка. Ама тоа е се начин на живот, тоа е, мислам дека И кај нив се е исто, влијае. колку повеќе Се се влијае. негувани и Да. се грижиме Тоа за нив, пос- те подолго ќе живеат, така? Да. Искрено да. И во кои услови живеат, со што се хранат, исто што и ние. Да. И Активен живот, доаѓам- здрав живот и е долговечен живот. Да. Доаѓаме до една, ајде да кажам, горчлива тема, уличните кучиња, кои ги имаме во градот. Социјален проблем, сериозен проблем кој треба да се реши, но треба за да се реши, треба сите да, значи буквално сите, Не само и граѓани, институциите, и туку институции, граѓани. и граѓани да бидат одговорни. Тоа не може еден човек да го реши. Тоа не е едноставен проблем за решавање ако еден го решава, а сите други нели да не учествуваат. На никој не му е пријатен проблемот. Нели, на некој не му е пријатен проблемот од тоа да ги гледа, нели, да се, нели, жалне на улица, на некој не му е пријатен проблемот да го е страв да помине. Јас мислам дека треба прво и основно одговорното сопствеништво, стерилизацијата на животните, задолжително, значи ако мене ме прашате, задолжително е едно животно да биде стерилизирано. Не може ние да сочувствуваме со животните, нели, жал ни е за животните да не ги стерилизираме, ама не сметаат уличните животни. Па тогаш ние ги создаваме. Да, Така ли? факт е, ќе се породи Значи едно да, куче. ќе го пуштам, вика да си го направи кефот. Тоа не е кеф правење. Значи да, твоето куче ќе си го направи кефот, а потоа викаш, нели, дека те сметат кучињата на улица. Не. Или пак првото кучело се фрла. Мола, кој си го фрла првото дете, нели? Какви се тие глупости?
Ама вика тоа од старо време, вика првото куче се фрла, да. Не, И цело куче. друго прашање овде се наметнува. Кај се фрла? Дали ние имаме обезбедено простори каде се закупуваат гробишта, ајде да кажеме, за кучиња или не? Не, и што се случува сам си го решава проблемот, за жал, а во светот, па дури во соседството, тој проблем е одавна решен. Јас малку би се вмешал во овој разговор во однос на уличните кучиња. Се согласувам со вас, докторки, и со мене генерално е дека појавата, дека ние сме одговорни на некој начин. Но ние имаме и потврдување институционално. Никој во државата не води грижа, не води регистар, дали Ване Трајков има куче или нема куче. Дали Ване Трајков одговара за тоа куче или не одговара за тоа куче. Може би преку вас има одредена некоја евиденција, но да бидеме реални, искрени, никој не одговара до сега. Тоа е проблем, да. Кај нас имаме закони, но нема кој да ги почитува. Никој не одговара. Законите, да. Беше колешка некој беше во Англија, не дај Боже таму куче да одиде на улица, кај што е чипирано и да пише на Меријанчо. Па Меријанчо има да го папа, односно каза да. Јас не видов таму улични кучиња. Ама тоа сакам да ти не може кажам. да види, значи јас беше домашно интересно. миленице да е испуштено, па да се најде на улица. Нема. Беше интересно што скоро секој човек има домашно миленице. Дека освен ние како граѓани се согласувам во најголема мера дека ние ќе мораме да ги стерилизираме, да водиме грижа, да бидеме одговорни собственици. Но ќе мора и како велат, стапчето да заигра, бидејќи ќоте од трајот. Како беше да? Да. Така ли беше? Мора да има одговорност. Задолжително. Значи, но тоа е наш државен проблем. Немање одговорност за ништо. Знаете што? Претходно работев во Организација за заштита на животните и бев водел за улични животни. Animal Lovers? Не, во светска. Значи светска, тоа беше Фиеп Фотен, австријска организација, која работи веќе на цел свет, нели? И јас бев воделот за улични животни. И работев по држави каде дури држави од третиот свет, нели? И во Азија, и во Африка, и во Европа, може да се реши проблемот. Ако се сака, се може. Ако се сака, но тоа е сеопфатен, затоа ти велам, нели? Треба сите да бидат вклучени, значи државата се има свој дел. Да, свој дел од одговорност. Точно така. Значи, инспекторите, нели, институциите од друга гледна точка и собствениците од трета. Значи, апсолутно секој еден носи одговорност. Секој еден. И секогаш еден проблем, ако се зафати од сите страни, може да биде решен. Ако не. Инаку, не е проблем да се реши, нели? Така. Се едно нешто. Јас 2006 година тука правевме ние во Македонија проект, нели, моја животна желба беше, викам, нели, нема смисла, нели, по цел свет да правиме во Македонија да не направиме проект, направивме во Охрид, Струга и во Скопје. Тој, нели, начинот на кој што во моментот се работи и треба да се работи, тоа Фати Кастрија и врати. Тоа е проектот на основа на проектот кој ние го правевме тогаш, но не се спроведува Но пак ќе кажам, да, го кастрираат и пак го враќаат на улица и тие кучиња пак прават проблеми. Не ви кажа. Не, значи стерилизирано животно. Не ви кажа. Тоа нема ривалство, тоа нема, значи различно е кастрирано и некастрирано животно. Кај некастрираното, тоа е агресивно. Прво, нели храната е основен проблем. Тоа кога се гладни не се сепак агресивни и покрај тоа што се кастрирани, се случува кај нас на плоштад, се знаете ли собираат. зашто има? По улиците има кучиња затоа што има храна. Така е. Полно е храна по улиците. Добро, некогаш како се вика? Пак се враќаме на нас, на човечкиот фактор. Кучиња не се сите кастрирани пошто се на улица, па затоа ти добиваш таков заклучок. Не и се. Да. Ова не, малку го начнавме, иако не е во незиниот домен, јас сепак би се вратил на она претходно. И сега, собственикот констатира дека нешто не е во ред и го носи кај нас. Да. Вие препишувате терапија, што правите вие како ветеринарен доктор? Сериозно, ова ви го прашувам, ампуларна терапија дали применувате? Да. Вие или имате сестра? Малку да ми го илустрирате ова, сериозно. Да. Значи, доаѓа животното, знаете што тоа за среќа, нели, симптомите кои ги дава, не ги креира, туку
е реално. Тоа што го гледаме, тоа што го можеме да го напипаме или да го видиме, тоа е тоа. Не лажира симптом како нас луѓето и да понекогаш е скриена диагнозата. Треба испитувања, некогаш треба и малку повеќе испитувања, може да земеме крв, може биохемиски анализи да направиме, крвни анализи да правиме, ехо прегледи да се направат и да се дојде до диагноза. Кај го правите тоа вие? Во амбулантата. Вие има правите се. биохемиска анализа на крвта на домашното милениче. Да. Различно е за ова 7 минути излегува резултат. Различно од тоа за човечката крв, извини се, апаратурата е така, специјална ветеринарна. Специјална ветеринарна за нас најпрактични. За мене лично, најпрактичен ми е има диск сув тип на биохемија, затоа што е најлесен за работа, затоа што имам се за кратко време. И немам време, јас пример, за разлика од нашите хумани, кој треба еден човек тоа цело време да си игра со крвта, ама јас го немам тоа време, но е страшно прецизно и точно. Докторке, скапи се сите овие прегледи и третмани? Да, не се види скапо, не е ефтино. Не е ефтино, релативно е, но не е ефтино. Мора да признам дека не е ефтино затоа што не е тука фондот вклучен. Добро, сега фонд за здравствено осигурување сигурно нема да покрива. И затоа велам дека нема фонд, хуманата медицина има фонд. Ние немаме фонд, тоа е се приватно. И затоа тие не се Ама добро, чека се, имат ветеринарните лекари, па имат бенефици од кој? Па имат од државата, од МЗШ, како беше? Имат, како нема ова прегледи на овци, кози, говеда. Ама зборуваме за домашни Чека, ветеринарен лекар збориме ние сега. Немам доперни точки за тоа, да. Ама ветеринарен лекар. Ми беше Има зборот ветеринарни лекари кои што соработуваат со фондот и кога прават прегледи добиваат одреден надомест. Да, но знаете што и тие не се колегите што ги земаат, тие не се некакви суми. Тоа се 35 денари, па 4 денари. Да, ама тој немаме многу стока во и тоа паѓа се повеќе и повеќе, така да верувале ли не, колегите не земаат, не знам какви средства од државата. Не знам зашто, ама ми кажа дека подобро било да биде фризер за куќе, отколку да биде ветеринарен доктор. Па можеби. Не знам да ви кажам. Но имаме ветеринари било 1500 за А скај прегледот или ветеринарите биле некаде околу 1000 денари. Знаете што прегледот, верувале ли не го наплаќам, а треба да го наплаќам, но на првиот преглед, никогаш прегледот не го наплаќам. Наплаќам само терапијата. Не знам зошто, да, знам дека треба да го наплаќам, но никогаш не сум наплатила преглед. Да, и тоа е моментот. Сега, фризерите за кучиња се повреднувани од ветеринарите. Па како не, па ти кога одаш на фризерка и твојата фризерка, сигурно не плакаш 300 денари. А прегледот на јас не сум репер за тоа, кошта некаде околу 150 денари. Ова се абсурдите во нашата држава, како за жал, да. Но и стандардот, чекај уште малку да се слушаме. Имаме ли стандард ние за тоа? Што секој втор има домашно милениче. Дали има стандард да го гледа тоа домашно милениче и да се грижи како треба? Да, верували ли не, во денешно време се адаптира. Докторке, треба не да ја прашаме. Он има домашно милениче. Имаш ли ти стандард да го гледуваш? Како беше Лукс, не? Лукс, ми го прекрасти мачета. Скај. Па свесна сум дека е трошок. Ама не имаш и стандард. Како да кажам? Докторката да ја прашаме. Па да ни каже искуство докторката. Ама јас сум еден пример. Ајде. Тебе ќе црпиме искуство. Ајде, јас не можам да бидам репер. Сакам докторката да ни каже, да ни каже докторката нејзино искуство. Дали ги носат сите животни на прегледи и третмани и се, или ги оставаат сами да си се повеќе ги носат, се повеќе. Знаете што тоа е веќе дел од семејството. Тоа веќе не е некоја таму, остави го. Не. Се помалку се случува тоа. Ма не можеш да оставиш сепак жива душа, не видиш. Нема тие жални очи кои те погледнат, не можеш. Ти врапче нешто паднало, па те пајќе грефи. Нели, ќе бараш од кај паднало да го сместиш таму. Ампуларна и таблетарна. Да, има. Вие тоа... И тоа, да. Во храна се става, предпоставувам? Не.
избегнувам во храна затоа што се итри и знаат да го избегнат. Се ќе изадат од страна, ама тоа ќе го остават. И добро, која е таблетарната терапија? Па гледам да правиме маски. Аха. Правиме, значи, најдобро е прво да биде, зависи од ситуацијата, нели? Има терапии кои се, нели, 1, 3 дена, 5 дена, 10 дена, зависи, нели, од диагнозата, но има терапии кои траат со месеци. И затоа тогаш, нели, таа терапија треба да биде, нели, таблетарна и не е тешко, треба само да му најдете начин да го, нели, вие да го надитрите вашето животно, за да може тоа да ја прима терапијата. Инаку постојат и специјални апликатори, нели, за таблетки и за се, ама тоа може да биде преку игра, животното да никако не да разбере дека всушност примило терапија. И, нели, најдобро... Типично како децата. Да ги Најдобро да го надитриш, и затоа, нели, примери, најгадното апче, нели, да биде, секојаш велам, земи што му е највкусно, па некој, па зденка, па сиренце, па мелено месо. Викам, најдобро со мелено месо, нели? И во мелено месо, викам, спремаш 3 месеца, и првото го даваш без ништо, во второто е веќе терапијата, и тоа, нели, ќе го види, нели, веќе второто, нели, става се внатре, покажуваш третото, тоа веќе нема место во устата, мора да го голтне, и третото после го даваш и веќе завршена работа. Имате правено хируршки интервенции? Секојдневно. Операции. Секојдневно, јас пред да почнам да работам тука во Струмица имав направено над 10.000. Хируршки интервенции? Да. Што болести имаат домашните милиничини? Така, во претходно, нели, работа во Организацијата за заштита на животните беше основно, нели, стерилизација и кастрација. Зависи од државата, имаше, нели, зависи, примера, кога бевме во Шри-Ланка, имаше, нели, мајмуни некакви повредени, пример. Шри-Ланка? Да. И таму се работи? Да. Добро, после ќе збориме за вашиот професионален живот. Да. Добро, со хируршки интервенции тука? Има. Тумори имаме многу. Имаме кожни проблеми, имаме, значи, зависи. Стерилизација и кастрација основно. Тоа е основно, но... Има, но фрактурите, имобилизација. Јас искрено во амбулантата вршам само имобилизации, а за операции тие што се ги праќам во други амбуланти. Затоа што ги немам условите во мојата амбуланта за да ја извршам таа операција. Треба специјални услови и специјална апаратура за да може да се изврши тоа, нели? Не можам во амбулантата. Во мојата амбуланта во моментот немам такви услови. Добро. Колку лекари сте во Струмица? Ветеринарни? Имаше 13 амбуланти, сега мислам дека 2 или 3 се затворени, не сум сигурна, но околу 10 има. Да. 13 амбуланти? Да, значи дека има голема бројка. Да. И јас како паметам кога да се јавам на доктор Катица, таа е постојано зафатена. Тоа значи дека има многу работа, има милиничиња. Има работа, не може благодарение на такви како тебе кои што не се одговорни. Не. Тоа си го сакам, бе, колега Манчето. Се променија работите со ветеринарната медицина, кога почна во Струмица беше на различно ниво. Не. Во која смисла, чекај, а? Не, добро, Шо? Многу Па за Скај нешто, шо? Не. Требаше да ја донесам тука, да не биде украс. Но ми кажа докторката дека тоа е стрес за нив. Да, стрес е. Дека не се што ни одговара на нас, така? Да, нормално. Животното, специјално мачето, е приврзано за домот. И не му е пријатност било кое излекување од домот. Па, како мал јас имав маче и знам дека тоа ми беше ноступ. Да? Кога Него, сакаше докторката да каже дека се има променето нештата околу ветеринарството порано и сега. Но исток и запад, толку се променени работите. Значи, кога дојдов во Струмица, нели, имав можност да заминам и на различни места, но решив да пробам во Струмица, се вратив после многу години, се вратив во Струмица и срекна сум што се вратив во Струмица, верувале или не, беше, значи, кучињата и мачињата, нели, беа како малку запоставени. Имаше колеги кои работеа со тоа, не дека немаше, но, нели, пред доста години не беше на тоа ниво медицината за домашни миленици. Да, мам, имам јас пак и на друга теза, докторки, мораме да бидеме самокритични. Дека пред едно 10-15 години го немаше таа
Таа мода, да се има чудо ме домашно ние милениче. домашно. Па за тоа јас се прашав на почетокот, дали сега е повеќе мода или на вистина сите сакаме Па добро, ајде може би развиена свест веќе кај. Не е мода, веќе е начин на живот. Значи тоа не е мода, тоа е Не види sad, види докторке, премногу нели гледаме телевизија, све дофат, гледаме како луѓето живеат со куче, маче, своевремено не е ништо поразлично и мајка ми и татко ми се имале куче во дворот. Сега Но се кучето беше само разликата за е дворот. што е сега дома. Што е сега знаете дома, што? да. Имаме асоцијален живот. Да. Имаме асоцијален живот и тоа ни ја пополнува празнината Апсолутно. која е на нас. Согласно. Да. Вика тоа е останав тоа. со кучето, Да. лајка се вика, комшиката и јас со лајка се зборам и си влезувам доме, си правиме муабет и оне така. Не се. Вие струмиченка сте? Да. Како се роди идејата да бидете ветеринарен лекар? Ова честопати многу сакам да го прашам, по тежина е подеднаков ист како медицинскиот факултет. Малку покомплициран. Јас сум од средно медицина. човек? Да. Средно медицинско за човек и Да, отиде за и живот. отидов, да. Добро. Знаете што, прво, да, сакав медицина. Сакав, од секогаш сум сакала да лекувам. Значи, од тоа ми е било навистина детска животна желба, нели? Сакав и да патувам, и да помагам. И едното и другото. Но со средното медицина, нели, интересна професија, физиотерапевт. Навистина беше интересна, нели, интересна пракса, се убаво, но сватив дека луѓето се незадоволни. Никогаш не можеш да им угодиш. Значи, што и да правиш, не можеш да им угодиш. И тогаш во голема дилема бев. Инаку брат ми сакаше да стане ветеринарен лекар. Но брат ми отиде во сосема друга насока, со авиони се занимава сега. Следниот гостин за подкаст. Пилот? Не е пилот, тој е експерт за комуникацијски технологии и авионикс, професија авионикс. ова со кулите, со кулите. Технички прегледи на авиони. Ја да говориме после подкаст. Значи, вие средно медицинско, односно физиотерапевт, и одлучивте животните, бидејќи на луѓето нема погодувачка, животните мора да премолчат или пак. Со животните е полесно. Верували или не, поблагодарни се, да. Се случувало да праваме неверојатно болни некакви процедури на животни кои се после собраќајка, после не знам некаква траума. Јас нели правам што и да правам, чистам рана или ставам терапија, а животното ти ја ближе раката. Значи, очите му се благодарни, значи те гледа со благодарност. Сака да кажете дека чувствува дека некој му помага. Да. И се заблагодарува. Добро, говорете. Да. И сега мене ме интересира, вела дека медицинскиот факултет е многу потежок од ветеринариот. Јас имам една друга девиза, дека ветеринариот е многу потежок од медицинскиот факултет, бидејќи гуштер, папагал, куче, маче, точно. не е исто. Апсолутно. Сите се различни. Анатомијата само, Анатомијата? значи секоја една анатомија. Верували ли не? Физиологијата, да. Имаме животни кои преживаат, животни кои не преживаат. Имаме лекарства, дури и за кучињата имаме лекарства кои кај овие раси не, кај овие да. Овие лекарства кај маче никако, затоа што е отров за маче. Кај другите животни да, кај коњи не, кај тоа не, кај тоа да. И паразитни болести, кај овие животни такви, кај овие, да, потежок е. Потежок е, дефинитивно е потежок, дури имаше... Моја констатација са не потежок е, не, искрено е потежок, повеќе информации. Да, и, извини, ќе те вратам сега на студентски денови. Прво, не знам, еве нешто, хируршка интервенција, пораѓање, кобила, куче, маче, не знам, предпоставам дека сте имале како пример нешто. Во Софија, студира во Софија и таму има многу пракса. Многу пракса, значи, за разлика од Скопје, таму има многу пракса и таму имаше и летни пракси, нели? Одиш, пример, не знам, 2 недели некаде, да, како летна школа, и пример, што во Софија основно имавме, нели, пракса со домашни миленици и имаше плюс база, нели, за преживари и плюс за коњи, нели, нешто малку, но основно беа за преживари. Преживари мислите на овци, кози? Овци, кози, да, овци, кози, крави.
И Може да разјасниме. да. Колешко преживали, нема да знаеш што е, Да, ама да, ја да. цело да Овци, разјасниме. кози, мачеме, да, само имаше замачеме. фарми, како тука нашите фарми, пример, да, одевме и на фарми, но основно, нели, секојдневно работата во амбулантата беше, нели, домашни миленици, имаше страшно многу пракса и беше, уште од трета година се вклучувам веќе ти во пракса. И тоа И беше... ти асистираш, веќе работиш. Асистираш, значи, апсолутно, добро, првата година, нели, повеќе гледаш отколку што асистираш. Четврта година веќе, нели, почнуваш да асистираш, пета година веќе ти даваат, нели, да работиш, последната година, нели, после петата веќе, нели, имаме и пракса, 6 месеци, нели, стаж. И е многу интересно затоа што имавме многу пракса. Има ли Пракса, некоја интересна да, случка ама што можеш да ќе го кажеш само тоа. споделиш? Што е разликата стетоскоп на куче или мислам на животно и обичен човек? Стетоскопот е тој. Да слушаш срце таму и таму. Слушаш и таму, да. Со таа разлика, нели, што кај човекот нема влакна да ти мрдаат, нели, и го нема тој шум, нели, треба, и можеш на човекот да му речеш, нели, диши Диши. и не диши. За разлика од кучето, што не можеш да му кажеш, нели, или смири се. Ајде, смири се. Кај ќе му кажеш, замисли смири пак се. на- Кучињата се на- многу интересни, знаат, нели, ги знаат кога ги носат на ветеринар, чувствуваат и се тресат целите. Да. Ај ова сега кажи, колешко сакаш да прашаш некоја интересна случка од твојата. Аха, да, во студентските денови, да. Не, чекај сега, уште нешто сега се сетам. Да? Што е потешко, нели, човек, мислам, лекар или ветеринарен лекар. Значи, ветеринарен лекар оди на лекар. И докторот го прашал, нели, кај што ти е? Така е лесно. Да, и ова. Кучето не знае или Да, затоа имавме така е едно лесно. прашање како ги детектирате што му е, знаеш, ќе го донесе нешто, квичи, Јас разнав нешто плачи. по носето. Тука е, да, со Поносето е температурата, дава, ама ама... еве на пример, анализите, пак да се основно. вратиме, Скај е топ тема на тој подкаст. Скај падна, Значи, повредена, вече- и јас се носам и не знаеме што Заедно да точно го што гледате е. овој подкаст со Скај. Да, со За да Скај. се следите. И сега јас не знам што е. И го носиш на ветеринар и таа треба да знае, докторката треба да знае што е и да го лечи. Па добро, Тука е моментот да... Испитување се. Прво кратка анамнеза, нели, ако собственикот знае што се случило, многу често се случува и да не знае што се Па, случило. тоа да. Не е проблем. Сигурно нема дома мачето и толку. Некој кој не знае дали бил поголема или мала нужда, па каква била нуждата, дали... Да, се случува, Не, да. и Се тоа, случува, да, ама затоа, замисли. нели, и ехо имаме, и крвна слика, биохемија, нели, палпација, прегледот, многу е битен прегледот. Искрено, многу е битен Физики, прегледот. тоа не се Прстите ни се, да, веќе прстите ни се истренирани, палпацијата, нели, која вршиме, знаеме, уште како, која ќе го испипкаме, нели, знаеме, скршено ли е, Дали се сите коски на место? да, нели, каде чувствува болка, нели, вика, од дека знаеш дека како боле коремчето. Викам, нели, кога го пипам, нели, реагира на болка. И как реагира? Па викам, реагира, да, он не писка, нели, ама го стегне коремчето, нели, стегне мускулите и Вие се веќе знаете, знам дека да. дека го боле, нели. Многу е лесно со пациентите затоа што тие пак ви имаат искрени, нели, Реакции. реакциите се искрени, реакциите се инстинктивни, нели, тоа е се што го чувствува, покажува. Покажува, само ние треба да го видиме. Да. Сакав да прашам, многу често сега младите мајки, нели, О, да се мене споделуваме. се го слушнал. Не, ова од сакам мене да прашам, да. Ова од мене не го слушнав. Имаме дечиња со проблеми во развој, со нели забавен развој и се тоа. И многу често знаат да кажат земи милениче дома. Да. Кај вашето дете. Да, правилно. Да, сакав да прашам во тој момент колку едно маче и куче може да придонесе за развојот на едно дете. Многу. Посебно тие деца што имаат проблеми. Многу, не сме ни свесни колку многу. Имавме едни пријатели, имаа детенце која не зборуваше. Тоа не дека не знае да зборува, зборува, но само со своите родители и само дома. Никаде на друго место. И беа кај нас, викам, нели, земете му, уште бев студентка, земете му куче. Шо ке ни е куче? Викам, земете му куче, ама вика, зошто? Викам, на почетокот, нели, детето не сакаше да комуницира со некој, нити во школа комуницираше, никаде не комуницираше, никаде со никој во јавност, ништо збор не може да чуеш од него. И следната година дојде и се довеќе, детето беше
различно. Значи тоа не беше истото дете. Прво кога ме прашаа, рекоа зошто, викам, првиот контакт, нели, довербата која ќе ја стекнеш, нели, со животното е различна. Детето, нели, децата со животните имаат друга врска, не е таа нашата, нели, имаат друга специјална врска, нели, довербата им е. Брзо се склопува, нели, довербата и тогаш, викам, ќе почна да комуницира прво со кучето. Потоа ќе почна да го шета тоа животно. Па ќе почна да комуницира со другите кои шетаат животни и на крај веќе, нели, се социализира. Точно. Значи, и беше сосема точно различно. е тоа што Точно е и многу добро, значи кај децата кои имаат било какви, нели, пречки во развојот, е многу добро да имаат дома миленичи. Куче или маче, нели, не е обврзувачко едното или другото, можеби кучето е полесно со него да се воспостави контактот. Многу полесно се комуницира, нели, и многу повеќе треба да излегуваш, нели, надвор. Обврската е поголема, да, но пак и комуникацијата е поразлична. Да, сакав тој момент да го прашам, затоа што имам наслушнато дека препорачуваат миленичиња за деца, но сакав да слушнаме и од вас, нека биде тоа совет до сите родители. Сепак, виде, убаво е да се има домашно милениче, на крајот од се, да. Знаеш, во одредени моменти, колку и да викаме дека не е така, ма и јас често пати знам да зборувам со кучињето од малото. Да. Сам сум се искрстил, или пак ти со Скај. Ама, запомни веќе. Скај некако не ми оде за женско маче. Го земавме маченцето од една моја другарка и веќе беше крстено, така и знаеш кога се и викаш Скај и таа се врти сега, како да ја прекрстам? Не, апсолутно. Не сакам да кажам дека јас знам да разговарам, така да се приврзуваме ние со животните. Но и смируваат животните. Има таа некоја, не знам, позитивна енергија, ајде да кажеме, што ни ја пренесуваат или на начин нас. да ја извлечат лошата енергија од нас, можеби. Можеби сочувствуваат со нас. Јас мислам дека единственото нешто кое сочувствува со нас во било кој момент, мислам дека е животното. Затоа што може некогаш, нели, ти сам сакаш да се одделиш, нели, некогаш, кога не ти е нешто се. Ама животното ќе те осети и ќе дојде кај тебе. Да. Малце и психологија гледаш, бе. Ама не, знаеш колку да се изнервира кога ќе видиш овие шепи ваки, само те гледа и мрда со пашкава и сака да се игра и као. Докторке, а тоа што се зборува дека овој што не сака животни е лош човек. Животните го препознаваат тој. Животните го препознаваат. Не, тој што нема дома, мислам дека само е одговорен човек кој знае дека нема време, нема време и не е само да го земеш дом. Така, добро го кажа сето тоа, колку да паѓат од пети кат по тераса. Подобро нема да го мачам. Не, искрено, мислам дека е подобро да го немаш отколку да го има, нели, некој, ама Да го врзам јас кучето или како се каде бара одговорност, искрено бара одговорност. Јас пример не можам да земам куче, сакам, не дека не сакам, но го немам времето да шетам 2 пати на ден. Јас време, нели, време се има, ама да, кратко е. Но од друга страна препознаваат добар и лош човек. Препознаваат. Да. Тоа сакав јас, сакав нешто вие како совет да дадете. Како да реагираме ние во одредени ситуации, кога некој куче те гледа, те прави вака на улица седаш и дали да бегаме? Не бегај, ќе те стигне. Не бегај. Дори и мечката која изгледа трома ќе те стигне, нели, од 40 км на час трча. Јас обично клекнувам. Мечката, може да клекнеш, но најдобро е прво да разговараш. Клекнувам и почнувам да правам обет и он оддалеку ќе почне да кружи, да кружи. И на крај ќе ти дојде, може ќе се измилува. Да, многу е битно да не бегаш. Ако го осетиш дека е агресивен, нели, прво пробај да разговараш. А не да, нема никакво тогаш, нели, као за одбрана да земеш камен. Не, подобро не. А обично луѓето сите бегаат, ги маваат. Знаете што, кучињата стануваат агресивни од нас. Значи, знаете ли колку пати имам видено, кучето си лежи, улично куче, рандом некое куче си лежи некаде и се помене некој го ритне. Нема причина. Зошто, да? Втор човек помине и го ритне.
па третиот не мора да го ритне, кучето ќе стане да се одбрани. Нели? Тоа не сака нас да не нападне, тоа сака себе си да се заштити, нели? И на нас, нели, некој да помине два пати да те, нели, удри, па третиот пат сам ќе внимаваш кој и зошто поминува покрај тебе, нели, кој му се намерите. Од кучињата. Не, подобро не, затоа што кучињата го осеќаат нашиот страв и најдобро не се плаши, нели, подобро распискајмо се, развикајмо се, нели. Многу е подобро мовече, мирен ли си срце, дек си душо, абе златце. Да, ама има некои, еве овие неловџиските, ама како се тие со, шо им течат тука лиги, тие боречките. Не, питбули. Самата појава некако страв ти е. Не можеш да останеш равнодушен на тоа куче. Има во Софија таква пациентка. Страшна беше. Страшна беше. Пациентка, Берта се викаше, пациентка, не женска беше така. Кажа пациент. Пациентка, да. Да. И кучката беше, значи, страшно агресивна. Страшно агресивна. Значи, го имаше нападнато на собственикот мајката. И тој сакал да се реши со неа и другарот вели, не вика, дај ми ја на мене, нели, јас имам стадо говеда, јас ќе чувам. Ја дава на него, таму теле удави да. Третиот другар, нели, и тој сака да се реши. Третиот, не ја тепа, и јас ќе се ја земам, вика, у Софија ќе ја гледам, леле, у Софија ќе ја гледам. Дека таа, нели, бесна кучка. А не бесна, ама агресивна. А самата раса е таква, агресивна. Учена да се тепа. Значи, питбулите не се агресивни животни ако ние не ги направиме. Ниедно животно не е агресивно ако ние не го направиме агресивно. Било кое животно, ние да го чуваме и да го гледаме со внимание, со љубов, не може да биде агресивно. Ма доктор ќе го сила ако не ладне куче. Ама не, тоа е убаво да ладне, тоа не може да пие, тоа не е слава и да чуролика, нели? Сакаме, значи, да видиме како напаѓа друго куче. Не, подобро не, подобро не. Ние сакаме како луѓе, сам сега, значи, дека ти го брани. Дворот. Значи, мора да нападне друго куче, како тоа куче. Па кажавме, тоа на времето беше така, кучињата се за двора, сега дома си направивме. За миленичење. Па јас мислам дека не се разговара на друго место така отворено за кучиња, за мачиње и што точно треба и што така не. На друго место јавно да послучиме со примери. Ме утепа за Скај. Еве, јавно да се извинам на Скај. Сега ќе заштитам и оградата на терасата и се. Ама не, са ти зашто не па треба да се прилагодуваме. Мора да се прилагодуваме на крајот на животните. Знаете што во Софија, тие што беа на 9, 10 и 12 спрат, имаа мрежи на прозорците. Сите имаа мрежи затоа што нели маче како маче ќе дојде на прозорецот и ќе скокне по некоја пиле. И сега друго е да падне од 2, 3, 5, а друго е од 12 нели да падне. Сега да. Доктор, ќе не спомнавте дека што се смее? За време на... Пак се смее за Скај. Пак се смее за Скај. Не ти кажувам веќе. Не, и од 5 имав, и од стумица, од 5 имам неколку пати, значи, имаат паѓање. 6 беше мој. Добро, ама е добро. Ама е добро, благодарение на докторката. Малце криви. Докторката ми рече, нема да биде манекенка, да. Но ќе преживее и ќе функционира. Да. И сега Скај, да, не е манекенка, малце криви, ама мислам дека со тек на времето тоа ќе помине. Како викаме, ќе ти помине како на куче. И на неа како на мач. Да. Спомнавте дека имате патувано Шри-Ланка. Да. Повеќе земји. Шри-Ланка слушна. Што е кој е најинтересното животно или најчудното, не знам, животно што го имате прегледано или биле интервенција направено? Доста биле. И најстрашно кој? Најстрашно. Па не знам, не се страшни. Не се страшни. Јас Змија. Змија, да, змија. Знаете што е интересно ми се? Шри-Ланка таму по домашни во Шри-Ланка јас бев одма после цунамито. Тоа беше после цунамито како цунами релиф тим. И таму умира од беснело и таму бев за нели основно за се згрежат нели затоа што доста луѓе беа нели починати, животните останати затоа што животните ги осеќаат вибрациите, и осеќаат земјотресите и се пред време се имаат повлечено внатре во џунглата. А луѓето заминали потоа да не пренесуваат претпоставно овие лешевите. И да, и беше навистина беше сериозна ситуацијата и бевме таму 2 месеци и 2 месеци. Да. 2 месеци таму направивме не знам колку многу и операции
и нели стерилизации, кастрации, какви ли не операции, други, па вакцинации на не знам, можеби беа на 5-6 илјади, не знам. Што животно? Кучиња, мачиња, основно, но имаше и таму пример свето животно е говедото. Крава. Да. И Или било, не знам. да, крава, говедо, да. И имав пациенти кои, пример, по сите правила на медицината, нели, тоа не може да преживее, ама не можам да му кажам, нели, тука, нели, да е во нели, Европа, ќе му кажеш, нели, да тоа, нели, финансиски не може да се лекува и се коле. Да ти кажем му таму да свето животно дека се Не смее да и те гледа, да, и сега на кодекси имаш, да, и сега на колешката, нели, имавме, нели, локални ветеринарни лекари, века му објаснемо, нели, дека можеби нема да може да преживее. Ако века, тој нема ништо, тој жалниот нема ништо, влегува насмен, тој нема, верували или не, тој живее во шатор. Тој нема пот. Тој нема ништо. Тој е среќен. Тој е насмен. Тој нема клима, тој нема топла вода, тој нема не знам душек од не знам Чека се зборуваме ние после цунамито. После цунамито, да. И колку тие се грижат за нивните животни. Точно. ствари. И викам, нели, со што се храни, тој вика, со ориз. Викам, друго, некогаш и кари му става. Значи, представи си колку е, нели, оскудна. Така. Сепак се грижи. Сепак се грижи. Како, извини, извини. предпоставам си била во хумана мисија да помогнеш во Шри-Ланка после цунами. Да. Како се најде во таа приказна? Случајно и... И не те фати страв, например, сепак види. Не, тоа ми беше животна желба да патувам. Не, борете И патувањето знам, не е опасноста од болести, Тоа што од беше таму, што се сеќавам се на свое времено пред 13 години. 2005. Добро. 2005, февруари месец, 4 февруари, ние веќе бевме таму. А тоа се случи декември, 24 декември. Околу католичкиот Божик, нешто така, нешто ми се... Да. И не, никогаш, јас и во Бурма бев пред неколку години, Мјанмар сегашен, нели? Да. Бив претходното Што така тебе те влечи азијските Макај тие држави? земји се Не таму. само таму, не, јас сум била и во Египет, јас сум била и во низ Европа, низ доста држави, нели? Но Значи, авантуристите вие по природа. Да. Сака да Ама дошедете. патувате преку вашата професија. Да, само тоа е нешто како ветеринари без граници. Аха. Тоа е таков тип на Таа организација. организација За ве има заштита од на целиот свет животните. и Јас бев од Македонија, имаше уште двајца колеги од Бугарија, тогаш кога се вклучивме, шефот ни беше од Египет и нели, имаше оглас за работа, соработката на таа компанија, нели, на таа организација беше заедно со Брижит Бардо. Тие соработуваа заедно и се сеќавам кога, нели, имаше оглас на интернет, нели? Интересно, нели, оглас на интернет. Тоа кај нас така не функционира, но таму имаше оглас на интернет. Па си пуштив, нели, CV, дури не знав ни како се пишува тогаш во тоа време. Пратив CV, ми се јавија, отидов таму и не одбра и се сеќавам дека не пратија прво на обука, нели, да видат што, нели, знаеме, што не знаеме, и татко ми вика, добро, што ќе правиш, нели? Шри-Ланка. Нели, не, уште не се знаеш Шри-Ланка. Викаш, добро, што ќе правиш? Викам, тато, ако ме земат таму на работа, тоа е како да сум се оженила за принцот на Монако. И вика, со кој ќе се жениш? Викам, не се женам со никој. Нели, за мене тоа беше такво нешто, затоа што наистина. И ова, како се вика, еден вид поука нека биде до сите, дека сепак не знаеме и прифаќате предизвици, аплицирајте, видете, проширете ги вашите видици, ново искуство, нова култура, нови познавања, како ќе знаеме? Многу е добро, јас мислам, јас што спечалив од тоа е искуство плюс. Значи, многу сакам да одам по такви држави, затоа што тогаш сваќаш дека имаш сепак си незадоволен. Таму немаат ништо. Таму, во Бурма, пример, таму живеат како 200 години пред, заглавени се 200 години уназад во времето. Значи, тоа е, се движат со двоколки. Тоа е жално. Но сепак живеат со животните, се грижат за животните, колку може толку. Умираат од беснило, тоа е основното. Да. Ако би го вратиле времето, дали повторно би одлучиле да бидете ветеринарен лекар? 200% да. И кој е она порака до младите? Прекрасна професија е.
ако некој се најде тука, нели, таа професија треба да ја сакаш. Треба да ја Или сакаш, да ги сакаш животните, но на да ги ниво, сакаш прво да ги животните, сакаш а животните, потоа и медицината, но и животните да ги сакаш, не само да ги сакаш, туку да сакаш да им помогнеш, затоа што нели љубовта кон животните е едно, или можеби некој не сака да гледа да страда, но треба да сакаш да го гледаш, да го отстраниш тоа страдање за да можеш да му помогнеш. Прекрасна професија, интересна професија, благодарна професија. Многу добра професија од моја гледна точка, нели, јас мислам дека е најпрекрасната професија затоа што гледаш резултатите од твојата работа. Благодарен е тој што му помагаш, за разлика, пример, од ние луѓето, лико, одиме, нели, што и да ни направат, да. Докторке, кога шетате по улица така, те препознаваат кучињата, например, ги шетаат домакините и те доаѓаат до кај тебе кученцата? Доаѓаат, Те знаат до тоа. Или, извини, абе нешто види тука на мојата куќа, абе на шепата нешто. Не, Кучињата сигурно се приближуваат и и ги... улични таму околу амбулантата, кои сите ме познаваат и ако тргам пешна или тие ме испраќаат до каде да одам, тие одат по мене. Имам чопор по Тоа мене. приврзано да да. собствениците кога ќе те сретам на... Абе, доктор, ќе планирам да дојдам, Да ви е зачепа. моите нешто шепава тука. Не, тоа е нормално. И јас сум таква која ќе сретна нели лекар или Нешто ме боли, да. Доктор, ќе дадовте совет за младите кои сакаат да станат ветеринари во иднина. Дадете ни совет и за сите оние домакини на кучиња, сега ме гледаш, шо ќе кажам пак. Нешто за скај. Дадете совет за мене така. Не, Само да знаеш како да го проформулира. кои чуваат домашни миленичења или кои сакаат да вдомат некој домашно Абе, милениче, мене ме дајте насади. ни совет за нив. Еве и за мене, ајде. Ама нека ти биде ке. Прво советувам да не се купуваат, да си земат од улица. Така ќе се намали бројот на нели уличните животни од една страна, од друга страна спасуваме нечија душа од улица. Од друга страна нели не вложуваме средства во тоа. Тоа нека да остане како пример. Планираните пари кои си планирал нели да ги потрошиш на купување куче, тргни ги нека бидат буџет за животно. По тоа да бидат и лекарства, и храна, и сето тоа. Подобро да вдомиме отколку да купиме. Тоа е прво и основно, јас мислам дека... Да, добро, еве некој да јува покара во стационарен план, мислам дека има кучиња кои што се на листата за згрижување. Точно, Нека повелат, нека... Нека грижат се куче, вдомуваат. одошто да Подобро трошат вдоми, пари, да точно, да вдоми купуваат. отколку да купиш, тоа е прво и основно и стерилизација задолжителна на сите животни, кучиња и мачиња, не е битно, нали, ама моето е машко века, да, и машкото куче, тоа кое ќе намириса некаде, на 3 километри ќе го намириса и ќе оди и ќе најде и ќе, нели, подобро стерилизација на сите животни, кучиња, мачиња, машки и женски. Најдобро. И да бидеме одговорни собственици на своите домашни миличња. Тоа нека биде еден заклучок од нашиот подкаст. Доктор, јас ти благодарам. Ми беше мило што разговаравме за таква една интересна тема. На мене ми беше навистина интересна. Не дека јас имам домашно милениче, меѓутоа и сите би сакале да слушнат нешто повеќе околу начинот на кој функционираат и како да ги одгледуваме мачињата. Да. Ти благодарам. За да ми паѓат. Благодарам и на вас, наистина. Поздрав до Лео. Да, благодарам, ете, него заборавимо, Лео него заборавил, да. Скај ја заборава. Поздрав до Скај. Треба да ги издружиме, ако ништо друго, другари да бидат. Да, зошто не малку? Не верувам дека многу ќе биде воодушевен, ни твоето ни моето маче ќе бидат воодушевени затоа што не сакаат многу дружба. Асоцијални се. Тоа мачките само? Мачките се многу асоцијални, живеат сами, изолирани. Ние ги направивме асоцијални, нели друго е надвор во природа, друго е нели добро, сега, ако сакате да ви кажам и да ви реплицирам, тогаш по 2-3 мачиња одеднаш и тогаш ќе бидат... Да, тогаш е најинтересно. Да, кога препорачувам, кога некој има услови, вела, не земи едно, земи две.
ќе им биде поинтересно. Нема, колешка да земам. Всеки биде по два. Секи сме кај неа, доктор ќе се скрши нешто. Да, не, затоа сум тука, ама да не паѓа. Да не паѓа, Јас да. препорачувам, посакувам и двоногите, четириногите да бидат здрави и живи. Так, Доктор, ќе ви благодарам во моје име, што успевме вака релаксирано да разговараме за тоа како треба да бидеме одговорни собственици, можеби преку лични примери, но сепак и да препознаеме одредени симптоми и начинот на однесување и на домашните миленици, но и нашето однесување кон нив, за да се чувствуваат и тие комотно преценели од нас. Се надевам дека ќе поттикнеме одговорно собствеништво. Колку да сме билени. Тоа ни е целта, да бидеме да, одговорни тоа ни е собственици и го кажа тоа на почетокот докторке, како беше она, дека за подобро и за мене се однесуваше подобро да не го купуваш за подарок, како беше тоа? Да, Не, подобро животното да не не може да подарок. биде подарок, не смее да биде подарок од една страна и од друга страна прво да се информираме за одговорностите кои ни следат, за да не го земеме само, а потоа да не знаеме што да правиме со животното. Кога ќе решите да нека биде имате тоа. нов член во семејството, тогаш одлучите да имате домашно миленице. Да, најдобро, тоа јас се смеам и велам на младите нели брачни парови, велам, тоа ви е генерална проба за дете. Баш Тоа ви е- така. да, точно така. Доктор, ќе ви благодарам. Благодарам и на вас, ми беше чест, навистина ми беше интересно и забавно и се надевам дека бевме од корист за гледачите на вашиот подкаст. Така. Се гледаме во нареден период повторно. Ќе имаме уште многу теми. Ние сум Ви овде. благодарам и на вас. Се гледаме наредниот подкаст. Благодарам и на тебе, колешки.